Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ќе ги истражува спорните тендери на Министерството за здравство. Од обвинителството информираат дека предметот е веќе отворен. Ке се чешла набавката на биореагенси тешка 35 милиони евра, но и тендерот за набавка на лекови од една позната веледрогерија, вреден 400.000 евра. Реакцијата на обвинителството е резултат на објавените написи во медиумите во врска со неправилности во спроведување на јавните набавки во Министерството. Имено, Министерството за здравство минатиот месец додели тендер во вредност од 35 милиони евра на фирма основана во април годинава за набавка на тестови и реагенси за биохемиски анализи, што предизвика бурни реакции во јавноста. Станува збор за фирмата АХР Лаб увоз извоз до ЕЛ Скопје, во собственост на 27 годишен жител на Нови Сад. Под притисок на јавноста, а по налог на Комисијата за жалби по јавни набавки, министерот Венко Филипче експресно го поништи тендерот. Министерството ќе треба да плати и одштета по 26.000 денари на секоја од трите компании кои се жалеле до Комисијата. Филипче пресече дека нема да отстапи од намерата за централизација на лабораториите и најави дека ќе распише нов тендер. Пред 3 дена пак, порталот Лидер обелодени нов скандал во Министерството за здравство. Како што пишува порталот, во период од 2 месеци, од 1 јуни до 23 јули минатата година, во 4 очи и без почитување на законот за јавни набавки, била извршена набавка на лекови во вредност од 24,6 милиони денари. Министерот Филипче преку Фејсбук се огради од содржината на текстот, посочувајќи дека набавките на лекови во јавните здравствени установи се вршат согласно потребите на секоја установа одделно и оти тие биле во целост децентрализирани. Дали имало неправилности во работата на Министерството, останува да пресече обвинителството.